Сини картони нема да има и никој не смее да им ги бара на граѓаните. На лекар или во аптека може да одите со здравствена книшка, здравствена картичка или само со лична карта. Ова важи и за приватните здравствени установи кои имаат склучено договор за работа со Фондот за здравство, рече вчера заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски при посета на болницата во Битола. Станува збор за информатички проблем за кој се надевам дека наскоро ќе најдеме решение, но за трајно решавање на овој проблем треба повеќе време. Тоа е еден информатички проблем. Сертификатот е изминат на електронската картичка. Значи сите податоци стојат во таа картичка. И тоа ние ја поканивме таа хрватската фирма, правиме напори повторно да дојдат. Треба да се отклучи тој кодот таму што го имат. Во меѓувреме, значи ние, а и вие сигурно знаете дека никој не ви ја побарал никогаш. Значи според матичниот број, значи кога ќе внесеме на мој термин, излегува дали пациентот е осигуреник или не е осигуреник. Долгорочно размислуваме, во преговори сме, значи Министерството за здравство, Министерството за информатичко општество, Министерството за внатрешни работи и IT стручњаци да направиме некоја комбинација, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде почетокот можда после 2 години се соочуваме со одредени проблеми. Мислам дека не е најзгодно да бидат сите податоци во личната карта, бидејќи ни остана еден празен процент на луѓе од 0 до 16 години. Значи до 16 години децата немаат лични карти. Од 16 до 18 можат да извадат, а после 18 сите. Значи првично имавме разговори, во вторник повторно министерот, јас и директорот на фондот на таа тема ќе разговараме. Мислам дека ќе најдеме решение, да не се плашат граѓаните дека ќе се вратат плавите картони. Додека да се најде решение на овој проблем, Чакаровски рече дека граѓаните слободно на лекар може да одат со здравствените книшки, а тоа важи и за приватните здравствени установи кои имаат склучено договор со Фондот за здравство. Директорот на фондот настави пред 2 дена. Не разбирате? Во наредната недела сигурно дека на писмено ќе ги информира сите здравствени установи, приватни здравствени установи кои имаат договор за работа со Фондот за здравство. Околу 120.000 здравствени картички се уште не се подигнати. Граѓаните треба да си ги земат од подрачните единици на Министерството за здравство. Но околу 1/5 од осигурениците кои здравствените картички ги добиле во 2012 година, тие ќе престанат да им важат до крајот на годината. Надлежните се надеваат дека дотогаш ќе се најде решение за овој проблем.